Добро вечер во емисијата 360 степени насат. За ова издание подготвивме. Нови спорни моменти во набавката на софтверот за сообраќајни казни. Рашковски го платил без претходно да го тестира. Она што беше изнесено од ваша страна остави навистина добра основа за да се отвори овој предмет. МВР уште еднаш потврди, ниту биле консултирани при купувањето, ниту планираат да го користат. Ветените 50 евра антикризна помош од владата за младите не стигнаа секаде. Лично не добив никаков ваучер. Па не знам, не бев ништо не информирана за тоа. Еден ваучер добивме од 3000 денари, а средното што беше мерки за 6000 не добивме. Значи владата не знае каков ефект имале овие мерки, иако ги повторува. Во Маврово со помош на инструкторот по скијање Владимир Георгиевски првпат застана на скии. That's kind of what digital nomads generally means, is people who can travel while they are working, because most of their work is online. Вели дека Македонија сега му е на врвот на листата дестинации за дигитални номади. Министерството за образование бара од фирмите да кажат каков кадар им треба за да го предвидат веќе во следниот конкурс за средностручно. Сега сме во период кога навистина треба да преминеме кон пракса и реализација на што поголем број на дуални паралелки. Реклами па сториите. Гледајте. Продолжуваме да објавуваме нови проблематични аспекти во случајот со набавката на софтверот за изрекување казни за сообраќајни прекршоци, во кој премиерот реши да застане во одбрана на Драги Рашковски и покрај отсуството на одговор на главните прашања. За какви потреби е набавен и кој го користи. Увидот во документите покажува дека владата го платила софтверот без да биде тестиран, спротивно на тендерската документација и договорот. Ирина Каревска. Поминаа 7 дена откако објавивме дека актуелниот секретар во кабинетот на премиерот Драги Рашковски, додека беше генерален секретар на владата, купил софтвер за автоматско казнување на сообраќајни прекршоци, кој не се користи од ниедна институција. Треба да биде само еден дел од целокупниот SafeCity систем кој што МВР може да биде, треба да биде само еден дел од истиот. Зад тврдењето на Рашковски дека софтверот од 81.000 евра си има намена и не е купен попусто, застанаа премиерот и вице-премиерот за борба против корупција. Чуму ние би правеле софтвер ако немало некоја причина заради МВР. Со документи ќе ви покажеме зошто е набавен софтвер кој што може да се употребува во Министерството за внатрешни работи. Владата денес ќе соопшти детали, факти, аргументи за целокупниот случај. Ветувањето не го даде кој било, но сепак до денеска владата не објави документи кои би покажале каде и како се користи или барем ќе се користи софтверот. Но од документите до кои самостојно дојде 360 степени, сега има и нови прашања за одговор, меѓу кои зошто софтверот е платен пред да биде тестиран. Овие неколку пасоси се што објави владата, откако и премиерот и вице-премиерот за борба против корупција ветија докази, факти и аргументи зошто е купен софтвер од 81.000 евра, кој иако е платен пред 8 месеци, никој не го користи. Во владиното соопштение нема никакво укажување дека софтверот требало и треба да заврши за потребите на Министерството за внатрешни работи, туку само една полуреченица за комуникација меѓу генералниот секретаријат на Рашковски и МВР, но заради тестирање. Извршено е тестирање на софтверот при што констатирано е дека е целосно функционален и ефикасен, а за тестирањето на софтверот имало претходни известувања од службите на генералниот секретаријат на владата до Министерството за внатрешни работи, односно до Бирото за јавна безбедност. 360 степени ги провери и овие тврдења. Откривме дека не е вистина имало известувања, туку само едно известување. Тоа известување е пратено до МВР во септември, или 2,5 месеци откако владата ја платила фактурата за софтверот на 9 јули, односно 6 дена пред изборите. МВР не е консултирано ниту известено за изработка на софтверот за кој прашувате
пред 9 јули 2020 година. Известувањето е пристигнато на 21 септември 2020 година. Во актот не известуваат дека во периодот од 24 септември 2020 до 1 октомври 2020 година ќе вршат тестирање на систем за мерење на просечна брзина со која се движат автомобилите во сообраќајот, и тоа на следните сообраќајници: булевар Партизански одреди и автопат Скопје-Штип. Освен што МВР појасно од кога било кажува дека тогашниот генерален секретар не ги прашал ништо за својата идеја да купува софтвер за казни во сообраќајот, се отвора и друга важна дилема. Според тендерската документација, договорот за софтверот е склучен на 6 февруари. Од тој момент па во следните 100 дена или до 16 мај, избраната фирма Invoca Group требало да изврши анализа, планирање и развој на софтверот. Следните 20 дена биле предвидени за фазата тестирање и прифаќање функционалности, која по календарот би требало да заврши на 5 јуни. Третата фаза трае 30 дена или до 5 јули, а во неа било опфатено и пуштање во употреба на софтверот. Владата го платила софтверот на 9 јули, иако дописот до МВР до кој дојдовме покажува дека тестирањето се случило дури во септември. Дали некој брзал да плати незавршен софтвер пред изборите? Зошто софтверот кој патем никој ниту го барал, ниту го користи? Бил платен пред да се изврши тестирањето, како што било предвидено во тендерската документација? Ова е едно од прашањата што ги упативме до владата, а на кои не добивме одговор. Ова не е единствената нова дилема. Анализирајќи ги претходните два пропаднати тендера за софтверот, откривме дека на третиот, успешен тендер, биле намалени критериумите за тоа кои фирми можат да поднесат понуда. Во првите два тендера, еден од условите за докажување на професионална дејност бил и економскиот оператор треба да има минимум 3 договори со државни институции за изработка на софтвер и одржување на минимум еден систем со минимум 400.000 корисници. Во третиот тендер, кој го добила Invoca Group, тој услов е избришан. Претходно во соопштението до јавноста, владата застана во одбрана на Рашковски, со тврдење дека нема ништо спорно во набавката. При набавката на софтверот не е прекршена ниту една процедура за јавни набавки. Но Државната комисија за спречување на корупција има поинаков став за случајот. Она што беше изнесено од ваша страна остави навистина добра основа за да се отвори овој предмет, што ќе истражуваме. Беа изнесени многу солидни наводи, кои што вреда да се проверат. Понатаму што е многу битно и најбитно за нас е како се трошат буџетските средства, дали се трошат наменски или не се трошат наменски, како е утврдена потребата. Збунува моментот што од една страна е купен софтвер, а од друга страна со намена да го користи друга институција, од друга страна таа институција кажува дека тој софтвер е непотребен. Една од околностите кои ќе ги разгледа ДКСК е фактот што самиот Драги Рашковски, како иноватор, имал патентирано систем и уреди за контрола на брзината на возилата во сообраќајот, определување на просечна брзина и изрекување на казни, уште од 2018 година. Патентираната идеја на Рашковски во многу нешто е слична со она што се барало во тендерот, што тој го распишал како генерален секретар. И во патентот и во тендерската документација се предвидува софтверот да контролира камери кои се мобилни и независни од електрично напојување и со бежичен интернет, а системот треба да чита регистарски таблички, да регистрира разни сообраќајни прекршоци и автоматски да печати казни. Рашковски на својот Facebook профил отфрли поврзаност на набавениот софтвер и неговиот патент. Категорично демантирам и отфрлам каква било поврзаност или корелација меѓу моите патентирани идеи со набавките кои Генералниот секретаријат на влада ги има реализирано во времето кога јас бев генерален секретар. Дали софтверот кој го продале на владата е базиран на идејата на Рашковски? Прашавме и во фирмата што го добила тендерот, Invoca Group. Софтверската компанија која инаку нема функционална интернет страница, не ни одговори ниту на имејл адресите оставени во Централниот регистар, ниту пак на СМС пораките што ги испративме до управителот Даниел Станчев. Од владата оценија дека нема конфликт на интерес, но во исто време нагласија дека авторските права не биле критериум на тендерот.
Изворот на авторски права никогаш не е и во овој случај не бил критериум при оценувањето на понудите на јавните набавки. Тоа не значи дека некој автор треба да си купи само од себе. Затоа, антикорупционерите ќе се занимаваат и со овој дел од приказната. Ќе провериме што патентирал, а што купил. И како патентот, ако е тој стасал до фирмата. По нашиот закон, службено лице може да остварува приходи од авторски права, нешто што е негов личен труд, тоа не е спорно, значи он може. Меѓутоа, владата си има донесен и свој кодекс на етичко однесување. Таму вика дека секој службено лице треба да ги отстрани сите состојби на судирни интереси и сите сомнежи. Значи, треба малце да се има исав, што би рекле старите, што се прави, како се прави. И дали ќе си продадеш сам на себе. И колку пати треба да ќариш од еден производ. За антикорупцијската комисија симптоматично е и тоа што Invoca Group е формирана во јуни 2017 година, 2 недели по доаѓањето на СДСМ на власт, и заедно со софтверот има склучено вкупно 3 договори за јавни набавки, и тоа сите со генералниот секретаријат, додека со него раководеше Драги Рашковски. Управата за финансиско разузнавање има софтвер кој што ги открива и крајните сопственици. Па еве, ајде да го истестираме и тој софтвер како ќе работи, дали ќе ги открие крајните сопственици на оваа фирма. За разлика од антикорупцијска која отвори предмет по допрен глас по објавувањето на сторијата на 360 степени, од обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција не гледаат таква потреба, иако и тие имаат таква законска можност. Јавното обвинителство согласно закон ги гони сторителите на кривични дела, додека откривањето на сторени кривични дела и сторители е во надлежност на други институции: Министерството за внатрешни работи, Управа за финансиско разузнавање, Управа за финансиска полиција и така натаму. Овие институции соработуваат со обвинителството и во текот на нивното постапување бараат насоки, упатства и наредби од обвинителството. Откако ќе утврдат елементи на кривично дело, институциите до обвинителството доставуваат кривична пријава по која постапува обвинителството и во зависност од тоа дали постојат основи на сомнение или основано сомнение, се отвара предистражна, односно истражна постапка. По оваа логика на обвинителството, ако некогашното специјално јавно обвинителство чекаше други институции да откријат кривични дела и сторители, денес немаше да има ниеден осуден и обвинет за она што јавноста го слушна во така наречените бомби. Владата која се прокламира за транспарентна, почнува да избегнува одговори на проблематични прашања. Таков е примерот со сторијата што ја видовте пред малку, а и со онаа што следува, која го анализира опфатот и ефектот на антикризните мерки за младите. Заклучокот е дека многумина на кои им следувала не ја добиле помошта. Славица Филиповска. 81.000 млади во земјава лани потрошиле ваучери за купување домашни производи како дел од антикризните мерки на владата. Сепак, ветените 50 евра по човек не стигнаја секаде каде што требаше. А јас на 200 километри од дома, на 7 во Скопје, студирам, би им помогнале тие пари во овие ситуации. Мерката чинеше 4 милиони евра, но и самите млади велат дека тие пари требало да се поделат на оние на кои им требаат најмногу. Неразумно е само да фрламе пари во оган и таму кај што треба и таму кај што не треба. Картичката Купувам домашно е само една од мерките кои требаше да им помогне на младите во корона криза. Кој и колку виде аеро до станатата помош? Значи, владата не знае каков ефект имале овие мерки, иако ги повторува. Студентскиот дом Гоце Делчев во Скопје ги отвори вратите и оваа академска година, но за намален број студенти поради пандемијата. И со помалку станари, тој е дом на млади од различни краеви на земјава, запишани на различни факултети. Сите жители на домот спаѓаат во категоријата која добива ваучери од по 3000 денари за домашни производи. А единствен услов да ја добијат платежната картичка било да се млади лица со наполнети 16, но не постари од 29 години, кои учат средно или студираат. Но дали вие добивте некаков ваучер? Лично не добив никаков ваучер. Па не знам, не бев ништо не информирана за тоа. Еден ваучер добивме од 3000 денари, а средното што беше мерки за 6000 не добивме. Па не добив никаков ваучер, немав ни информации за такво нешто. Дали добивте нешто? Не. А се пожаливте? Не. Од оние студенти кои биле дел од универзалната мерка за Купувам домашно,
Побаравме одговор што може да променат 3000 денари во животот на еден млад човек. Па не може многу, ама за домашни производи углавно. Зашо ги искористив? Не знам. Може не е најсоодветно искористено за патеки, ама тогава ми е тоа требало може. В тетрадки таква работа, првенствено што ми требало на факултет. Без платежни картички останале голем дел од студентите на Државниот универзитет Свети Кирил и Методи во Скопје. Универзитетското студентско собрание со досегашниот лидер Боријан Ефтимов собрало околу 2700 приговори на студенти за неоправдана исклученост од паричната помош. Дел биле прифатени, дел не. Според Ефтимов, 300 студенти само од УКИМ воопшто не се ни обиделе да реагираат. Немаше директна консултација при креирање на мерките. Зошто тоа беше така? Не би можел да знам, меѓутоа целиот процес беше една класична бирократија како се и во државата, со објавување списоци, приговори, одговори по приговорите и така натаму. Меѓутоа се јави група на студенти која не испратила приговор, не верувајќи дека институциите ќе одговорат, па имаше проблеми и не знам дали тие сите добија средства. Освен универзалната мерка од 3000 денари, за младите имаше уште неколку анти-ковид мерки, но патот до тие пари подразбираше неколку услови и апликација. Вкупно, 1524 средношколци од семејства со ниски примања аплицирале за ваучер за прибор. По 3000 денари добиле само 98 апликанти, за што од буџетот се одвоени вкупни 4800 евра. Од студентите од загрозени семејства, вкупно 2886 аплицирале за парична помош за партиципација на факултетите или за домување. Само 972 студенти добиле по 6000 денари по оваа основа, што го чинело буџетот 95.000 евра. Од третиот вид помош до 30.000 денари за IT обуки, одобрени биле 2500 ваучери, а мерката ја искористиле 2136 млади луѓе. Државата од заедничката каса потрошила 772.000 евра. Или, по трите основи за мерки кои биле условени со критериуми и апликација, 3206 млади добиле околу 872.000 евра од буџетот пред се за IT обуки. Ова се единствените сумирани податоци за антиковид мерките за млади до кои успеавме да дојдеме. За одбиените барања, модни одговори дека кандидатите не исполниле дел од условите. Не добивме информација што добиле младите кои, иако се на возраст за на училиште, сепак не се дел од образовниот процес. Не добив никаква помош од нивна страна. Студентот Благој Четрошевски од Православниот Богословски факултет не добил ниту од платежните картички што се делеа по автоматизам, ниту за домување за што лично аплицирал. Но решил да не се откажува и за секоја мерка поединечно приговарал. Ниту еден приговор мој поднесен не доби повратно образложение. Ниту еден. Трошевски потекнува од Смилево, од каде моментално следи онлайн настава. Кога мора да е физички присутен на факултет, престојува во студентскиот дом Пелагонија во Скопје. За него, тие 3000 денари се многу важни. Видете, во време на корона сите сме свесни дека финансиските средства во фамилиите и односно дома ни се намалени. Тие 3000 денари за мене би представувале стварно голема помош. За 1000 денари можеш да купиш многу работи во однос на млеко, житарици и слично. Ако ништо друго, барем доручек ќе можеш да си направиш и да поминиш без тие 200 денари кои што би можел да ги дадеш за сендвич или за некој друг оброк во денот. Искрено, на почетокот ми беше многу мило што излегува со таков став дека ќе му се помогне на студентите, дека еднаш барем студентите во некоја работа ќе бидат вклучени и ќе бидат, да кажем, наградени во наводници, ама е многу тажно што поголем број од студентите не добија, а многу мал дел добија. Паралелно, за да им олесни на родителите кои поради хронични заболувања морале да отсуствуваат од работа, Трошевски се обидува да заработи джепарлак во Скопско кафуле. Највеќе стрикно за таму јас каде што работам, сега е намален капацитетот на гостинели, намален е бакшишот, намалена е дневницата, намалено е работно време и стварно е малце зафркнато. Ама сега, реално, да даваме пакети за помош и тие истите да ги користиме ние за да се купиме патики или тренерки, а некој нема стварно онака да се купи за јадење на вечери, да гладува, да седи со празен стомак на 200 кусур од километри од дома, е малце безсмислено.
Колкав дел од младите биле опфатени со антикризната помош, се обиделе да дознаат и од невладината истражувачка организација Реактор. Истражувачите поминале макотрпен процес за да го пресметаат аерот од владините мерки. Не сме сигурни ниту пак дали државата знае колку млади примиле, а со тоа и да стигнеме до одговорот колку млади биле изоставени од ваквите мерки. Бидејќи самата држава не ги гледа младите на тој начин, значи не ги сегрегира податоците. На влада, односно државните институции, она што ги интересира е дека сте ја добиле помошта, не ги интересира какви се условите, што може да се подобри и слично. Така што е навистина тешко да се многу лични приказни произлегуваат од целокупниот пристап на владата, но генералната е дека за жал најголем ефект од кризата ги почувствуваа младите. Владата помислила и на младинските невладини организации. По нејасни критериуми, извршната власт контактирала со 100 вакви организации и на крај одлучила да им помогне на 50 преку исплата на минимални плати за вработените. Од тие 50 организации, неколку ја одбиле помошта, како на пример Реактор. На крајот, 250 млади вработени во 42 невладини организации добиле неколкумесечна минимална плата, што државниот буџет го чинело 163.000 евра. Она што е важно е да имаме на ум дека ваквиот процес требаше можеби да биде и поотворен, односно потранспарентен. Не владата да бара младински организации, туку да отвори повик за стварно оние организации кои што се во финансиска неволја. Од документите само се барашно колку вработени има организацијата. Млади погодени од кризата може да се бараат и во останатите категории како спортски работници, уметници, работници во сите сектори, но и сопственици на бизниси. Тие влегуваат во други групи на кои им следува помош, како за повремена исплата на минималната плата во бизнисот со пари од буџетот. Но колку навистина биле опфатени, нема јавно достапна анализа. Марија Јовановска од Скопје е таков пример на млада бизнисменка, сопственичка на туристичка агенција со 5 вработени, чиј бизнис се на стендбај. Добиле неколкумесечно покритие од државата за минимални плати и дополнителни 7.000 евра од помошта за туристичките агенции. Ние практично со тие неколку плати што веќе ги имаме пуштено од фирмите, тие 7.000 евра ги покриваат тие. Што ќе се случува во перспектива, нема никаква најава. Јовановска во бизнисот има 2 пропаднати туристички сезони, и зимска и летна, но сака да го задржи компактниот работен тим. Значи во исто време плаќаме кредит, размислуваме како да ја пуштиме платата за февруари кога 0 денари имаме заработено за тој месец, а нели законот е дека и секако нели сакаме да барем минимална плата да им овозможиме на вработените, но секој ден да размислуваме како и не наоѓаме решение. 360 степени побара податоци од кабинетот на вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики за опфатот и успешноста на економските антикризни мерки кај младите до 29 години. Ни ветија, но не ни одговорија. Релевантни домашни истражувања веќе покажаа дека младите го претрпеа најголемиот економски удар од почетокот на пандемијата. Тие беа први на листите за отпуштање или за намалување на платата. Во отсуство на диалог, младите јавно порачуваат дека ако некој воопшто размислува за едни мерки, да не се доделува паушална помош, туку парите да завршат кај оние на кои им се најпотребни. Да се замине од тој пристап на чадор политики, односно на обид сите да се опфатат со одредени мерки, бидејќи можеме да заклучиме дека младите се оние кои што ги почувствува најмногу ефектите од кризата. Втората работа е дека навистина треба и младински организации да седат на иста маса кога се креираат политиките за млади и мерките за млади, бидејќи од оно што можеме да го видиме и генерално како граѓански сектор, владата многу повеќе се концентрира на спасување на работодавачите, отколку на самите луѓе и млади. Ние можеме да бараме и по 100.000 евра за секој студент, меѓутоа мора да ја знаеме реалната ситуација и до каде сме расположени, за да знаеме што и како да постапиме. Нашето најголемо барање беше да се таргетираат најпогодените слоеви. Во иднина препорачуваме, препорачувам лично, веќе не сум председател, меѓутоа да се таргетираат оние кои им е најпотребно.
Во сенка на други настани остана карванот на Министерството за образование наречен Учи паметно, работи стручно. Станува збор за иницијатива на МОН, образовниот систем да го произведува стручниот кадар што му треба на бизнисот, а младите брзо да добијат работа и плата за пристоен живот. Галена Николовска-Ризвановиќ. 20 работници, толку луѓе затекнавме на градилиште во Скопје, каде не пречека Менде Фидановски, раководител на изградбата на објектот. До неодамна, вели Фидановски, на слични градилишта работеле и по стотина мајстори, а сега недостасува се, од зидар до техничар. Фалат сите сектори од градежништвото, затоа што не сме покриени во ниту еден дел со солидна, едуцирана, квалитетна работна рака, затоа што во изминатите години квалитетот опадна и бројот на работници кои се заинтересирани за работа во овој сектор е на минимум, односно дури може да не постои некаков интерес. Старосната граница околу 50 години, 50 и нешто, а млади луѓе кои треба да научат и кои треба да го превземат занаатот веќе и да ги нема. Менде и самиот е еден од се поредките примери на свеж кадар во градежништвото. Тој е архитект кој неодамна добил вработување во компанијата инвеститор на објектот по неколку годишна пракса. Од градежната компанија која го ангажирала велат дека веќе неколку години бараат нов кадар преку пракса. Најчесто тоа го прават преку договори за прием на ученици на практична настава од средните училишта од Скопје и од Струмица. На наше задоволство, голем дел од нив по завршување на нивното образование и пракса продолжуваат да соработуваат со нас преку професионален ангажман. Но морам да потенцирам дека за жал од година во година се помала интересот на младите да се образуваат во овие стручни насоки. Компанијата сега прави нов чекор покрај ангажирањето ученици на пракса од постојните стручни насоки. Бараат од училиштата отворање на нови насоки кои ќе одговараат на новите трендови во градежништвото. Во сите полиња каде што се бележи технолошки напредок, унапредувањето на курикулумот во склад со новите трендови ќе донесе двоен бенефит. Од една страна ќе се задоволат потребите на пазарот на труд, а од друга страна ќе се стимулира развојот на градежништвото и ќе се постават нови стандарди во истото. Овој дел тука е влезот на Здравко Цветковски. Прво што треба да се направи за да се направи една макета е да се извадат вистинските димензии на објектот и тоа да се скицира, да се намали во размер, соодветен размер во кој што треба макетата да се направи. Ана Спирковска е матурантка во училиштето Здравко Цветковски од Скопје. 4-та година учи за архитектонски техничар и по завршувањето на средното образование планира да се запише на факултет. Заедно со Теодора, која е 3-та година во истото училиште, велат дека практичната настава им помогнала детално да се запознаат со она што планираат да го работат во иднина. Нашата задача на градилиштето е да го следиме тој цел процес што се одвива на изградување на еден објект. И најчесто имаме дневници по практична настава, каде што во дневниците го запишуваме целиот тој процес преку скици, визуелно сликовито го прикажуваме и исто така и текстуален дел. Според мене мислам дека треба повеќе време да се посветува на праксата, бидејќи сепак е пракса и треба да знаеме како би се одвивало едно нешто на градилиште или како ќе изгледа тоа кога ќе одиме во проектантско биро да се црта или било што е поврзано со тоа. Училиштето Здравко Цветковски, каде што учат Ана и Теодора, има склучено договори за пракса на ученици со повеќе компании за различни профили што ги бара бизнис секторот. Она на што се фокусирани во моментов е воведување така наречено дуално образование, кое би почнало идната учебна година. Дуалното образование не е само пракса, туку е модел во кој самите компании учествуваат и во наставната програма и во креирањето паралелки од одреден профил. Идејата е пресликана од Германија, прилагодена на домашни услови. Во случајот на Здравко Цветковски, дуалното образование би ги опфатило паралелките со 3-годишно образование, како што се монтери за сува градба и поставувачи на подови. Кога ние би успеале со ова што ни е план до 31 март годинава, нели да се појавиме во тој конкурс со како дуални паралелки, тогаш би го добиле токму она што се очекува од дуалното. Значи, обезбедена пракса, можна стипендија и обезбедено вработување за ученици кои што по третиот степен секако не можат да продолжат во високото образование, туку веднаш се вклучуваат
во производство, односно во процес на работа. Иницијативата за што повеќе дуални паралелки ја турка Министерството за образование. МОНС се обидува да направи промена преку диалог со компаниите за што беше организиран и карван наречен Учи паметно, работи стручно. На вкупно 20 средбини земјава, Министерството побара од компаниите да кажат каков кадар им недостасува и како преку соработка да се надмине проблемот. Десетици компании побараа итни законски измени и промена на уписната политика. И бараме ден побргу, час побргу да се структурираат на вистински начин квотите за запишување и профилите од средното стручно образование. Треба да го ограничиме и приемот на факултет. Треба да направиме пропаганда дека има работа и за средно образовани деца. Нашата компанија, чисто не сакам да се рекламирам, али имаме просечна плата од 900 евра, од која ако го тргнеме раководниот кадар станува збор за 770 евра нето плата месечно. Да ја подигнеме таа диплома мајсторска, да ја вратиме назад, да ја институционализираме и да ја направиме потребна. За да може да се настапи на некој објект, се бараат дипломи и лиценци од инженерите, а од мајсторите не бараат ништо. Како да се чувствува тој млад кадар? Зошто доди мајстор, зошто да учи кога никој не му ја бара дипломата? Кога може со курс или не знам како доди со братучет му и да научи. Министерката за образование Мила Царовска вели дека веќе се подготвуваат измени на законот за средно образование. Според неа, суштината на социјалниот диалог е да се разговара за образовни профили што одговараат на барањата на реалниот сектор, преку напредување на соработката со училиштата. Сега сме во период кога на вистина треба да преминеме кон пракса и реализација на што поголем број на дуални паралелки и што поголем број на компании вклучени во подготовка и на програмите за реализација на наставата и теоретскиот дел, но исто така да ги отворат вратите и за практичниот дел, и ако не е дуален, да може да се одвива директно во вашите компании. Дуалното образование веќе постои во земјава, но го користеа само десетина странски инвестиции. По старата програма тие доаѓаа кај нас само еден ден во неделата, кога што беше дедициран ден за извршување на праксата во училиштето. Значи, наместо во училиштето, праксата изучуваа тука. Веќе со официјалното започнување на дуално образование од пред 2 години, тие еден ден во неделата доаѓаат во втора година, додека во трета и во четврта година поминуваат цели 2 дена наместо во училиштето во нашата компанија. Маркарт го спроведува дуалното образование со средното стручно училиште Коле Неделковски од Велес. За потребите на компанијата се отворила и посебна насока алатничари, па 4 ученици од првата генерација кои го завршиле средното образование, веќе во септември успеале и да се вработат. Јас бев запишан на смерот машински техничар, идав 3 години тука на пракса, по еден ден во неделата и супер беше се. И многу ми значеше мене, затоа што кога дојдов првиот работен ден овдека, без запознати со машините, ја имав основата и се знаев со дел од колегите. Целта на диалогот со фирмите на Министерството за образование е од септември да се отворат што повеќе дуални паралелки во сите региони низ државата. Според податоците од истражувањето спроведено во 450 компании, 85% од нив изразиле подготвеност за спроведување практична обука за ученици, а половина од нив веќе имаат некаква соработка. До крајот на март, компаниите заедно со училиштата до Министерството ќе треба да достават понуди за соработка, пошто ќе се одлучува кои профили во училиштата од септември би се ставиле во мирување, а каде ќе се отворат нови насоки по мерка на бизнис секторот. Номади и туризам ни се познати термини, но дигитални номади и активен туризам, особено за тоа како се поврзани, се нови концепти на глобално ниво со кои се обидува да фати чекори земјава. Зоран Јовановски. Активен туризам е името на трендот што се обидува да го фатат туристичките места во Македонија. Покрај квалитетно сместување, тој подразбира активности во природа како скијање, планинарење, јавање, кајакарење и слично. А за активен туризам особено се заинтересирани така наречените дигитални номади. Тоа се луѓе кои работат онлайн, па можат да живеат и работат на кое било место на планетава, се додека има добар интернет. Можностите за активен туризам во земјава ги истражува Винит Деваја.
Тој е со потекло од Индија, а во Луксембург има своја стартап компанија Teleport.me. Таа креира дигитални решенија за виртуелни тури за бизнис клиенти во туризмот од целиот свет. Во Македонија планира да престојува неколку месеци. Во Маврово со помош на инструкторот по скијање Владимир Георгиевски првпат застана на скии. The previous kind of situation where you had vacation separate and work separate, so you work and then you go for vacation, and I think that's kind of what digital nomads generally means, is people who can travel while they are working, because most of their work is online. Од местата што ги посетил во земјава, најмногу му се допаднал Охрид. Вели дека Македонија сега му е на врвот на листата дестинации за дигитални номади, особено за неколку месечен престој. So if you come to a resort like Mavrovo, it would be great to have really good internet, and I can see T-Mobile buildings everywhere. So that's something that would be very useful. The other thing that would be really useful is like kind of having fixed packages where people can go and experience quickly within a weekend or maybe 3 or 4 days in a week. So I think it would be great for us to just have some of the local government officials or the tourism boards have kind of digital nomad packages or activities to do, and have English speaking or maybe Spanish speaking tour guides. That would be great. Винит не успеа да научи да скија во само една ски сесија, но неговиот инструктор вели дека одлично напредува. Ова е подлична можност и за нив, затоа што имаат еден дел од денот каде што може да излезат, доколку се почетници како Винс имаат можност да научат да скијат, доколку се малку понапредни, тука има прекрасни терени каде што може да скијат, така да најверојатно ресортот Маврово е добра дестинација за нив. Не само ресортот Маврово, сигурно и други места во националниот парк. Всушност, целта е со можности за квалитетно исполнување на слободното време, земјава да стане интересна за странски предприемачи како Винит да дојдат и од тука да ги развиваат своите компании. Игор Маџов од швајцарската програма за предприемништво вели дека Македонија има што да понуди, но понудата се уште не е лесно достапна. Тешко е за самите ние да дознаеме што е тоа што може да го посетиме како луѓе кои што живеат тука, додека странците сакаат да тоа им биде достапно на еден клик, да можат да резервираат лесно, да може да лесно тоа го направат со многу луѓе, така да колку што може повеќе да ги дигитализираме целата понуда и да целиот екосистем се стави во служба на тоа да ги привлече луѓето од странство, ќе имаме многу повеќе интересни предприемачи кои што ќе ја посетат земјава. Заврши часот по скијање. При спуштањето од ски терените, жичницата нуди фантастичен поглед кон Мавровското езеро, чии води за жал ги има се помалку. По првото ски искуство, Винит се врати на работните обврски во хотелот. Најде тивко место и се приклучи на онлайн состанок. Мобилниот интернет беше со одлична брзина. Ски центарот Маврово има своја летна понуда со пакети за дигитални номади, фриленсери и предприемачи, наречена Workation. Зимската понуда само што излегува. Понудата Workation беше многу интересна и за индивидуалци и за фирми, бидејќи многу фирми нивните вработени користеа приликата за да праќат нивните вработени на одмор и на работа на исто време. Сега во моментов планираме да извадиме Workation Winter Edition, значи ќе имаме понуда наскоро која ќе биде сместување заедно со скијање. Покрај за работа и одмор, Вините во земјава за да им го пренесе своето искуство и знаење на овдешните млади предприемачи. Со нив го поврзува асоциацијата на стартап заедницата Стартап Македонија, која од 2016 година стратешки соработува со швајцарската програма за предприемништво SwissEP. Стартапи се бизниси кои имаат уникатна идеја, почнуваат од нула и имаат потенцијал за брз развој. They don't know what hypergrowth means like. They don't know what getting to millions and millions and millions of users means like, because that it's just they don't have the culture here. So that's kind of mostly my role, is kind of solving immediate strategic issues like how to get more sales, how to find a certain kind of customer, how to get certain funding, but also the overall sort of think big, grow faster, scale faster, serve a larger audience, that kind of thing. Винит е меѓу многуте експерти кои преку програмата на SwissEP, предприемач резидент, волонтерски одвојува неколку часа неделно за да работи со основачи на стартап бизниси, нивните тимови, како и со менаџерите на акселератори во земјава.
Тој е првиот кој физички доаѓа во Македонија откако настапи ковид пандемијата. Покрај онлайн тренинзите на кои има поголеми групи, одржува и 1 на 1 состаноци како овој со Софија Дачева. Таа е основач на компанија која се занимава со иновативни технолошки процеси во прехранбената индустрија. Сладолетот вино е производот што го развива. Иако идејата за комбинирање на сладолет и вино звучи атрактивно, самиот процес е многу комплексен. Причината е поради тоа што точките мрзнење на виното достигаат и до минус 18 степени Целзиусови, додека она на сладолет е 0 степени Целзиусови. Нас не беа потребни 2 години активности за истражување и развој, кои се одвива од 2017 до 2019 година, главно во Обединетото кралство, каде што завршив и постдипломски и додипломски студии, за да развиеме процес каде што покачуваме точката мрзнење на вино на 0 степени и така да го направиме винскиот сладолет да биде производ што може да се продава годинава. Очекува да биде пласиран на домашниот пазар до крајот на годинава, а до година и во Велика Британија. Снежната авантура на Винит продолжи на Попова шапка. Негова среќа беше тоа што дента заврна снег, зашто овој ски центар се уште нема вештачки снег. Во хотелот во кој беше сместен му понудија повеќе планински активности, а бидејќи се уште не беше сигурен дека научил да скија, со својот нов инструктор решија да изнајмат ратрак за да се искачат по снежните падини на Шарпланина. Земаа и ски опрема. I woke up at about 6 o'clock in the morning. I went down to the restaurant. They were open. I ordered a cup of coffee, kind of worked with my team back in India, had a bunch of calls, and the internet was great. And then, my ski instructor came in and he said, let's go. Yeah, we got into the snowcat after that, and we trekked up the mountain, and we came to this beautiful place. And my ski instructor taught me how to do some moves in the free riding range of skiing. I couldn't try much because it's a lot of snow and the visibility is really bad. Шарпланина е меѓу неколкуте дестинации во Европа каде е дозволен фрирайдинг. Тоа е така наречено слободно скијање. Не очекувавме дека на толку оддалечено место и во вакви временски услови ќе наоѓаме на толку љубители на овој спорт, дојдени од различни европски земји. Се наоѓаме на 1840 метри надморска височина на местноста Јелак на Шарпланина. За авантуристите ова е појдовна точка за многу активности, меѓу кои во зима најпопуларна е фрирајд или слободно скијање по планинските падини надвор од патеките. Винит имаше чест за инструктор да го има прилепчанецот Борјан Јовановски, кој е на второто место на светската ранглиста во параглайдинг во дисциплината прецизно слетување. Тој е вешт во многу активности во природа, како и во фрирайдинг. Преку зимскиот период нудиме туристичка понуда која е наречена фрирайдинг, односно слободно скијање, и во летниот период ги имаме како туристичка понуда планинарењето и велосипедизмот. По искуството што го имаше првпат во животот, Винит се врати во хотелот за да ја проба локалната кујна. Еден од собствениците, Хаши Масани, ја координираше подготовката на неколку специјалитети, меѓу кои бифтек со сос од капини и традиционалното ѓомлезе. Kilo i turizmit 3 që është trend botëror, domethënë nomadët digital, është interesant për ne shumë dhe ka filluar të paraqiten kemi çdo javë kemi kërkesa nga të gjithë vendet evropiane. Misafirin që kemi është misafir nga India, i cili ishte mjaft i kënaqur me shërbimet tona dhe me internetin sepse edhe punonte. I ofruam edhe ushqime tradicionale, ushqime nga zona të cilët është për ne një mrekulli e madhe që dikush të na bëje këto reklamat. Со поддршка од Швајцарската агенција за развој и соработка, паралелно функционираат две програми кои меѓусебно се надополнуваат. Програмата за зголемување на пазарната вработливост ИМЕ и програмата за предприемништво SUICP. Целта е да се зајакне приватниот сектор и да се подобри туристичката понуда. Во изминатиот период имаме низа активности кои што ги реализиравме повторно со приватниот сектор и други чинители во насока на диверсификување на постоечката понуда, во подобрување на безбедноста,
сега во моментот се наоѓаме на Попова шапка, па тука и впрочем помогнавме во фрирајд скијањето околу опрема за спасување при лавини. Со Стартап Македонија и со Фондот за иновации на наша иницијатива во моментот се работи на законска измена. Е формирана работна група во Министерството за внатрешни работи, која што работи на формулирање закон за виза за дигитални номади. Со тоа што ќе им овозможиме на овие луѓе да не мора да заминуваат после тие 3 месеци кои што им се сега законски предвидени, да може минимум 1 година да останат овде и буквално да искористат од убавините од сите 4 сезони во Македонија. Винит вети дека ќе ја препорача Македонија како дестинација за професионалците како него, а препорака од човек од негов ранг не е мала работа за нашиот туризам. Уште едни реклами па саботажа. Секој има соништа. Најчесто тие се поврзани со дневните случувања, со нешта кои што се недостижни или ги измачуваат лицата кои заспале. Но ниту во најдлабоките оние во REM фазата не би можело да се предвиди дека еден цел град западнал во иста психолошка состојба, од која јасно се гледа тоа што го посакува. Дали Велес конечно ќе добие катна гаража сонот на голем број граѓани? Кој знае под каков притисок се граѓаните кои имаат такви абсурдни соништа, а тој се рефлектира и врз стомакот кој се потешко може да ги свари абстрактните работи кои им се вртат во главата. Во таква ситуација на нужда, неопходно е да се бара место за таа да се изврши. Едно од барањето во анкетите на граѓаните беше изградба на јавен тоалет на територијата на општината и ми излеговме во пресвет на барањата на граѓаните, нивните потреби. За разлика од потребите на светот, во кој веќе се трага по нова планета на која евентуално би се нашол живот за луѓето, кај нас се уште трае периодот на првична адаптација на земјата, штом вистинска еуфорија се уште предизвикува решавањето на проблеми за кои уште старите римјани го пронашле одговорот. Треба, 21 век сме, треба да има канализација. 21 век сме, треба да има канализација. Таа разлика меѓу нашите и нивните векови трае толку долго колку што се бројат годините. Но тоа не значи дека лесно може да се определи календарот, особено кога соговорникот е личност од чиј говор се јавува вистинска недоумица за кој ден од неделата станува збор. Така да денеска го поштајаме утрешниот ден и неделата со нив. Не е суштествено кога и со кого ќе заврши некој ден, туку како тој се одвивал и како на крајот тој ќе заврши. Всушност, кој воопшто би можел да знае што воопшто е битно, а што нема никакво значење. Не е важно дали јас сум вработен или не вработен. Значи, јас работам, но не сум осигурен. Не е важно тоа. И на крајот, тоа што е важно и секојдневно влијае врз социјалниот статус, не дозволувајќи да биде канализиран и паркиран на депонија, продуктот што се добива од јавните тоалети. Крадеше, тоа опасно се краде. Опасна е дури и само перцепцијата. А за да се реши проблемот, не е доволно само да се констатира миопија. За да се излезе од маглата и да се прогледа, најмалку што треба е корекција на диоптерот. Наосад следуваат вести. Пријатно до петок во 22.